на Република Македонија. Тоа е најважното да знаете. А како ќе се финансираат овие социјални давачки, што ги зголемувате? Некаде некој од вашите колеги рече дека по основ на измената на овој закон можеби ќе има околу 6000 нови корисници. Од каде пари за нив? Ајде ќе им дадеме прва година, ќе предвидиме ребаланс на буџет, ќе им дадеме. Но што правиме со она што се случува во државата? Значи, имате големо иселување. Тоа што на времето стававте чевли пред владата, сега можете чевли да ставите од Скопје до Берлин. Толку многу се иселија луѓе за ова време. Втора работа. Намалување на индустриското производство. Помалку луѓе, помалку способни луѓе, помалку работливи луѓе, затоа што тие што заминуваат во странство се и поработливи, и поучени, и поспособни. Значи, имате и намалување на индустриското производство. Што се случува во земјоделието? Еве, јас доаѓам од Кичево, каде што нема толку земјоделие, но имаше многу сточен фонд. Сега нема сточен фонд. Не можете кило сирење да набавите во Кичево, а порано цело Скопје се снабдуваше со сирење од Бистра. Четврта работа. Намалување на површините засеани со земјоделски површини. Значи, во сите сфери имаме намалување, а ние им велиме на граѓаните, ќе зголемиме социјалната помош, ќе зголемиме опфатот на луѓе со социјална помош и така натаму. Видете, суштината е секогаш во стварањето на пари. Значи, за да имате успешна политика, во овој дел треба да имате пари. Јас и на министерката и кажав, а морам и вас да ви повторам, затоа да знаете дека добра социјална политика може да се води во богата држава, со развиена економија, со странски инвестиции, со пари во буџетот, и тогаш можете добра и правилна економска политика водите. Сето ова, вие што го кажавте, ќе падне во вода за неколку месеци. Можеби за година-две, се ќе падне во вода, ќе не можете да исплатите ни она што се исплаќало пред 20 години. Не па овие износи да ги исплаќат. И уште една работа, спомнате таму за доживотна издржка, тоа го имаше до сега, така да сте го испуштиле само во законот, иначе тоа секогаш важело и ќе важи и натаму. Благодарам.